Кристина, добро вечер. Како си? Прекрасно изгледаш пред се, морам да ти кажам. Одамна те неам видено. Има некој посебен шмек во твојот изглед. Не знам за што се работи. Пред се сакам да те прашам како си поминуваш на оваа прекрасна забава. Пред се ти благодарам. Секогаш ми е убаво и пријатно во твое друштво и на Хајп Македонија. Па искрено, дојдов пред малку, многу сум запатена. Ето, успеав да стигнам. Но сите тука се знаеме и искрено само на вакви настани може да се видиме затоа што секој со своите обрски и брзо време, така да се радувам. Викаат дека секоја жена зрачи посебно кога е влюбена, па дали може би твојата убавина вечерва се должи на тоа? Па не знам, може би. Добро, знаеш, одамна се немаме видено да поразговараме. Би сакала да те прашам, знам дека имаше некој скандал, да го наречеме, на твојот Инстаграм профил, каде што ти објавуваше сториња за тогашниот твој удварач, кој што беше доста внимателен спрема тебе. Ти често објавуваше сториња со цветови, со ружи, огромни букети. Па кажи ми што се случи со таа приказна? Секогаш има додворувачи и такви джентлмени, но не сум влюбена, еве ќе откријам, слободна сум, сама сум. Секој има право да се додворува и мене ми е мило што такви джентлмени ми се додворуваат. Кажи ми што има ново кај тебе? Дали може би работиш на некој нов проект или може би нова песна, нова музика, нов видеозапис? Твоите фанови се желни, гледам по сториња дека очекуваат нешто ново од тебе. Има многу работи нови, но на секоја поле, но ќе оставиме малку време да јас до тоа го спремам, па кога ќе треба, нели, да се каже јавно, секако тоа ќе биде во Хајп. Кристина, ова забава е баш на тема, нели, да се збогуваме со летото, па кажи ми, ти по што ќе го паметиш ова лето? Дали може би имаш некоја интересна случка која што ја доживеа, некој убав спомен? По многу работа. Кога сите одеа на одмор, Кристина работеше, така да ме немаше, секојаш кога ќе ме снима мисла дека сум се мажила или слично, но не, јас работам, така да, ета, фала му на Господ на таа прилика. Моите отидоа многу пати на одмор, сидни со мајка ми, татко ми, брат ми, јас немав прилика, но ќе има време за одмор, сега ни се годините за да работиме. Имам неколку блиц прашања кои што ги поставуваме на сите наши соговорници вечерва. Па би сакала тебе да те прашам најпрво, што според тебе е полошо, да снемаш тоалетна хартија дома или да снемаш Wi-Fi? Леле, не ми се случило ниту едното, ниту другото. Ама ако ти се случи, ете? Па мислам, подобре да нема Wi-Fi, малку ќе одмориме. Wi-Fi да немам. Одлично. Кажи ми, кој е најлошиот наслов што го имаш прочитано за тебе во изминатиот период или ете во текот на твојата кариера? Најлошиот, па искрено не постои таков наслов, затоа што суштината и која сум јас, тоа го знам јас и го знаат сите мои блиски. Насловите се наслови и навистина не допираат до мене, не обрнувам внимание, навистина. Кристина, кажи ми, дали можеш да ми кажеш вечерва колку пари има во твојот джеп? Само картичка. Кај мейкап артистот не е картичката. Бар сите вечерва сте со картички. Колку тежи таа картичка? Лесна е картичка оваа од банка. Салдото ми интересира. Не знам, може би е 0. Ред, Кристина, ти благодарам многу, ти посакувам прекрасна вечер и да се видиме во скоро со нови убави работи. Јас се надевам и мило ми беше.